Во текот на денешниот ден регистрирани се 15 нови случаи на COVID-19. За најмногу овој пат се регистрирани 5 во Кичево, па потоа е Скопје со 4 заболени и Тетово со 3, во другите градови има по еден случај. Како што кажавте и претходно, неколку дена веќе немаме починати и така и денес во текот на денешниот, тоест во статистиката за вчерашниот ден имаме 0 починати, а 14 оздравени лица. Ова е нешто што следеше секако, дека знаеме дека ќе следи во овој летен период, но ова Да здигнеме малку сите. Па да, ова се тешки, сите затварања се тешки во принцип, но ова е тешко затварање кога ги затварате сите улици, сите кафичи, сите кафулиња, ресторани, продавници. Видовме такви морбидни ситуации да не може човек да се прошета по улица со други луѓе да сретне. Беше тоа едно време кое што траеше, требаше ова да се случи и минатата година, истото го повикав ова нешто да се ослободиме во летниот период кога може да се работи, не заради друго нешто, бидејќи ние од самиот старт, веќе во март месец миналата година, знаевме дека минимум 20 пати е помала веројатноста дека ќе се заразите надвор отколку внатре. Словенската влада најави дека можно е да прогласат крај на пандемијата, но јас мислам дека е прерано да превземаме таков чекор, зашто сепак ќе го повторам истото, никој не знаеше за оваа пандемија точно да каже како и што ќе се случи. Сега имаме реално повеќе информации, знаеме, подспремни сме, не само ние како држава, туку целиот свет, но сепак јас мислам дека треба да се следат препораките од Светска здравствена организација. Тие се најкомпетентни, сигурно се и најинформирани и без нивна координација не треба да се избрзува. Дај Боже ние да бидеме на овие бројки, да имаме што помалку заразени и помалку починати, па лесно е тоа да се прогласи крај на пандемијата.